Добра вечер, почитувана јавност, почитувани гледачи. Драго ми е што сте вечерва повторно со нас во подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Во вечерашната емисија ќе навлеземе под површината на денешниот наслов, ќе разоткриеме голем настан кој го очекуваат младите во Унијата на млади сили, ќе разговараме за младите, демократијата и нивниот глас. Вечерва мој гостин е Сергеј Попов, претседател на Унијата на млади сили, а воедно и пратеник во Собранието на Република Македонија. Сергеј, добра вечер и добре ден. Добро вечер, Ангела, добро те најдов. Сергеј, како што напоменав, денеска ќе обрнеме внимание на демократијата, гласот на младите. Ќе ни кажеш нешто повеќе за големиот настан кој што ќе се одржи во недела. Но најпрво сакам да те прашам дали младите се вклучуваат во демократските процеси денес? Види, Ангела, за разлика од пред некој една година, кога младите беа на вистина во една тотална и сеопшта апатија, кога што и да се случеше во нашата држава, било најлошо, било можеби и нешто позитивно, тоа едноставно им поминуваше на младите под радар, бидејќи самите тие имаа отпор да восприемаат било што доаѓаше од страна на државата, владата и официјалните државни представници. Сега би рекол дека имаме подобрување, младите повеќе се вклучуваат, младите разговараат со државата, со институциите. Кога мислам на младите, мислам и на секој еден млад поединец, а мислам и на сите младински представници и младински организации кои што се секојдневно во институциите, секој ден се среќаваат со нашите министри, со нашите функционери и разговараат како до подобри и по водослуг со младите луѓе искреирани мерки. Би рекол дека тој однос, односно ова двосмерна улица помеѓу државата и младите и нејзиното позитивно функционирање се должи пред се на искрениот пристап, на реалните ветувања кои што се даваат и пред се силната мотивација која што ја гледаат младите луѓе на страна кај владата, да нешто променат и да нешто на вистина направат подобро во Република Македонија од аспект на млад човек. И токму затоа ние бевме многу предпазливи уште во предизборието, кога не ветивме се и сешто. Веројатно ќе ни беше полесно, подобро и ќе бевме можеби на момент попопуларни, доколку одлучевме да се однесуваме како СДСМ пред 7-8 години, кога уште не им ветија на младите дека ќе им отворат еден студентски дом на Марс, можеби, дека и таму ќе се отвори универзитет и студентски кампус, што тоа не беше ветено, но еве сме 7 години подоцна, нова влада од ВМРО ДПМН ги реновира постоечките студентски домови. Така, ние се доведовме до една страшна апатија и отпор кај младите луѓе да се вклучуваат во било каков процес помеѓу нив и државата, бидејќи за да се вклучиш во некој процес треба да имаш доверба дека тој процес ќе те однесе некаде во вистинска насока, а не дека ќе бидеш искористен во рамки на тој процес само за пиар, а на крајот ќе бидеш брутално изманипулиран и излажен и нема да добиеш ништо од она кое што ти било претходно ветувано. Тоа ќе беше моето следно прашање. Како кај младите се поставува таа апатија кон политиката? Ние ја победуваме апатијата и би рекол дека веќе ја победивме, како што ти реков, со искрениот пристап и силното темпо на работа. Младите видоа искреност кај нас. И не видоа искреност само во делот на оние најкласични младински политики кои што се перцепираат во една држава, како што се можеби образованието, спортот и тука од прилика да завршат младинските проблеми. Младите видоа сеопшта борба од страна на државата да им ги подобри состојбите во сите сфери од нивното општествено живење, бидејќи проблем на млад човек ниту беше, ниту е само спорт. И ниту беше, ниту е само образованието, дали средно, дали високо. Проблем на млад човек е дали имаме судство. Проблем на млад човек е дали имаме здравствен систем. Проблем на млад човек е инфраструктура. Младите патуваат низ државата, младите се движат. И младите во овој момент се сведоци дека во една година владење патишта се градат како што не се граделе до сега. Во една година владење студентски домови се реновираат како никогаш во изминатите 30 години, за жал. Ова можеби и звучи дека јас се фалам со некои работи кои што се најнормални во една држава, но не се правеле. И ние мораме на младите луѓе тоа да им го предочуваме за да ја знаат разликата.
А кога ќе ја знаат разликите и кога ќе ја видат, тие знаат како да одлучат. И ќе одлучат државата да ја водат оние кои што им ги реновираат домовите, кои што им ги градат сите автопати, кои што им инвестираат во локалните самоуправи преку државна помош за општините и се градат икс број на спортски терени, градинки, школи и други инфраструктурни објекти. Младите гледаат дека функционерите не се фрлени строго на плячка и на тоа како да си го обезбедат животот додека се живи материјално, туку гледаат дека функционерите се посветени секојдневно во решавање на сите проблеми, гледаат дека нема афери, нема скандали. Кога ќе отвориме тај МК, не е скандал дека некој, не знам, ја вработил фризерката. Немаме такви скандали како што памети Ангела. Немаме скандали дека некој ја земал службената кола и заминал на одмор. Немаме скандали дека некој наместил тендер на брат му. Немаме, пример, скандали дека градоначалник се бркаше на сама граница со некој шверц од цигари и икс друг работи што се сулуди да ги гледаш во една држава. И мислам дека најмногу победата над апатијата се должи во нормализацијата на нас како држава. Еден млад човек може да стане и да каже дека живее во многу понормална држава од таа во која што живееше пред тоа. Едноставно не му е на млад човек срам да пушти вести и да си го види премиерот во странство. Пред тоа, извини, срам ни беше. Ние сега имаме премиер кој што достоинствено рамо до рамо со сите ни ја представува државата и вистината за Македонија, а пред тоа имавме премиер кој што богато ќе мажеше Македонија. Така да мислам разликата е јасна, младите ниту се слепи, ниту се глупави и онака како што ни ја даваат поддршката сега, мислам дека ќе продолжат да ни ја даваат и во иднина. Дали гласот на младиот човек во Македонија е клучното учество во демократијата? Да, во секоја држава, и јас како човек кој што повеќе од 12-13 години се занимава со младинска политика, сметам дека токму младите треба да бидат во фокусот на креирање на секоја политика во државата. Младите мора да се организираат, младите мора да бидат активни, младите мора да следат политика, младите не смеат да се однесуваат дека политиката е за возрастните. И кога зборуваме за вклученоста на младите во политиката, можам тоа да го поделам на два дела. Еден е вклученоста на младите во политиката во рамките на ВМРО-ДПМН како политичка партија и Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, која што мислам дека е на едно исклучително високо ниво, како ретко која партија во Македонија и во регионот. Ние имаме советници во секоја можна општина во државата и повторно ќе има сега на следните локални избори, верувам, и број поголем од тој од претходниот пат. Ние имаме двајца претеници во Македонското собрание кои што се изворно членови на раководството на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Не зборувам млади претеници од 35 години или млади советници од 35, не. Изворно луѓе кои што се членови на раководствата во општинските комитети, извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, и за тоа уште еднаш благодарност и до лидерот на нашата партија Христијан Мицкоски и до целото раководство за целиот слух што го даваат кон младите, не само еве и во советнички или пратенички места, зборуваме и за пишување на програми и понудата на ВМРО-ДПМН. Понудата на ВМРО-ДПМН кон младите луѓе не е направена од луѓе кои не се млади. Се што ВМРО-ДПМН прави за младите, направено од младите за младите и е исконсултирано, верувајте, со огромен број на млади луѓе од разни сфери во нашето општество, зависно од тоа конкретната мерка или проект кон кого е таргетирано. А во вториот дел на општата вклученост на младите, како што ти кажав, ние само со искрен пристап и силно темпо на работа тоа го поведуваме. Јас еве уште еден повик, младите да бидат активни. Дали е тоа невладина организација, дали е тоа граѓанска организација, дали е тоа партија, дали е тоа школска организација, дали е тоа средношколска унија, некаква студентска унија и слично, да бидат вклучени, бидејќи само така ќе можат да ги променат работите. Едноставно, заедно сме посилни. Доколку секој поединец дома критикува, е многу послабо отколку младите да бидат здружени во заедница, која што посилно ќе може да изврши притисок и да го направи нашето
општество во некој дел подобро. Кажуваш дека им е подадена рака на младите во однос на креирање програма, проекти. Кажи ми, дали политичките подмладоци се продолжена рака на постарите генерации или се вистински агенти на промените? За другите политички подмладоци ќе треба другите председатели да си кажат. Јас ќе кажам дека УМС на ВМРО ДПМН не е продолжена рака на ВМРО ДПМН, УМС е духот на ВМРО ДПМН. УМС е иднината на ВМРО ДПМН. УМС е расадникот на кадри на ВМРО ДПМН. УМС со тоа е расадник на кадри и за државата. И ако сакате вака да го тоа можеме да го срочиме, во УМС на ВМРО ДПМН се кали челикот кој потоа ја води Република Македонија. Така да УМС на ВМРО ДПМН е клучен дел од ВМРО ДПМН, а не само продолжена рака. Кажи ми, каква демократија сакаат да видат младите во иднина? Па, најкратко одговорено, би рекол тоа да биде некаква респонзивна демократија. Демократијата не смее да почне и да заврши на денот на изборите и после тоа се гледаме за 4 години пак ќе правиме муабет. И затоа, како што кажав, демократијата е нешто што се одвива секој ден. Кога креираме мерка за младите луѓе, ја консултираме со младите луѓе, доколку нема консензус или ке младите луѓе жестоко да тврдат дека таа мерка не им одговара и дека нема да има бенефит, секако дека владата или таа институција ќе се согласи со тоа мислење. Така да мислам дека тоа е таа демократија која што ја сакаат младите луѓе, а тоа е секојдневно за работите кои што се од младински интерес и младинско значење да се договараме и да разговараме. Во самиот почеток на подкастот најавив дека за неколку денови од денес ќе се одржи 34-та годишна конференција на УМС. Ќе може нешто подетално да ни кажеш околу тоа, кои се твоите очекувања, како течат подготовките и што ќе им препорачаш на младите? Подготовките се во самиот финиш, да, како што кажа, на 8 јуни во 18:30 часот на платото под спомен Костурница во Велес ќе се одржи годишна конференција на УМС на ВМРО ДПМН, 34-та. Очекувам да еруптира еден вулкан од младинска енергија. Очекувам илјадници млади луѓе од цела држава да дојдат и да присуствуваат, да бидат дел од таа годишна конференција на УМС на ВМРО ДПМН, каде што обраќање свое ќе имам јас, каде ќе упатам пораки кон присутните, обраќање ќе има претседателот на ВМРО ДПМН и премиер на Македонија Христијан Мицкоски, и потоа следува еден забавен дел на дружење, неформално разговарање и така натаму, каде што ќе не забавуваат Пајак, Два Бона, Next Time, DJ и така натаму, така да, еве, сите кои што до овој момент немаат слушнато за годишната конференција, добре дојдени се и нека очекуваат многу пораки кон младите луѓе, многу новини за младите луѓе и секако прекрасна енергија, еуфорија и забава и дружење. Сергеј, беше чест и задоволство што те слушавме вечерва. Ти благодарам што беше дел од подкастот ВМРО ДПМН зборува. А вам, драги гледачи, ве очекувам во следниот подкаст.